Повеќе од кога и да е порано на светот, денес му е потребно УНЕСКО. Трагедијата во Париз не потсети колку и ние во Европа сме ранливи на глобалниот непоредок. И токму тој непоредок е првиот предизвик на УНЕСКО, порача председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој денес учествува на лидерскиот форум во рамки на 38-та сесија на Генералната конференција на УНЕСКО на тема 70 години УНЕСКО, мир и одржлив развој во сложен свет. Председателот Иванов во своето обраќање уште еднаш го пренесе длабокото сочувство од македонските граѓани до граѓаните на Франција, посочувајќи дека е тешко да се зборува за образование, наука и култура во моменти кога Париз е завиткан во црно. Но токму затоа што е тешко, ние мора да зборуваме за овие нешта, бидејќи тие се дел од нашиот одговор на терористите. Пред 2 дена тука во Париз не беше нападната само Француската република, туку целиот цивилизиран свет. Денес нашиот цивилизиран свет преку УНЕСКО дава дел од својот одговор. Нема да им дозволиме на терористите да ни го одземат мирот, слободата и правдата, истакна македонскиот председател. Трагедијата на Блискиот исток не потсетува дека одржливоста на развојот е тешко остварлива во услови на глобален непоредок, порача Иванов. Непочитувањето на меѓународното право доведе до тоа УНЕСКО да стане колатерална штета на глобалниот непоредок, а токму ова организација треба да ни помогне да го вратиме поредокот, рече председателот Иванов. Во услови на економска криза прво страдаат проектите за образованието, науката и културата, но без нив само го подхрануваме негативниот циклус, порача председателот Иванов. Македонскиот председател во рамки на работната посета на Франција вечерва во Париз ќе присуствува на свечената церемонија по повод 70 годишниот јубилеј од формирањето на УНЕСКО, а ќе оствари средба со генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова и со генералниот секретар на меѓународната организација на франкофонијата Микаела Жан.